Почитувани медиуми, почитувани граѓани, повчерашниот најтежен ден во поновата историја на Македонија, кога се простивме од младите животи трагично загинати во Кочани, ден кога душата ни плачеше, а болката не притискаше како народ, чувствувам морална и човечка обврска повторно да се обвртам пред вас со одговорност, транспарентност и почит. И информирам јавноста дека Министерството за внатрешни работи во соработка со надлежното јавно обвинителство ја заврши првата фаза од постапувањето во врска со кривично-правниот настан. Поднесени се 2 кривични пријави против купно 34 физички лица и 3 правни лица за кривично дело тешки дела против општата сигурност по член 292 во врска со предизвикување општа опасност по член 288 од Кривичниот законник, при што едно лице е пријавено и за примање подкуп по член 357 од КАЗИ. Уште еднаш сакам да истакнам дека оваа трагедија повика на целосна мобилизација на сите институции. Министерството за внатрешни работи веднаш ги активираше сите своји капацитети од обезбедување на местото на трагедијата, евакуација и извлекување на повредените, регулирање на сообраќај, па се до логистичка поддршка за нивниот транспорт и лекување, како во земјава, така и во странство. Над 250 лица беа брзо и безбедно транспортирани до болниците низ државата, а над 100 лица до граничните премини. Веднаш беа изработени итни патни документи, како за повредените, така и за нивните најблиски кои патуваа со нив. Во исто време, полициските структури останаа целосно посветени на истражните действија и расветлување на случајот, действувајќи со емпатија, дисциплина и професионалност. Дозволете ми да изразам огромна благодарност до сите институции и сите оние кои учествуваа во овие напори. Здравствените работници, докторите, медицинските сестри, болничарите, луѓето од Црвен крст, волонтерите, сите оние вработени кои што помагаа од Центарот за управување со кризи, пожарникарите особено, како и обвинителите и целокупниот тим од обвинителството кој што беше ангажиран и деноноќно се уште работи на овој предмет. Особена благодарност и до сите наши меѓународни пријатели кои дадоа клучна поддршка и помош за нашите повредени. На овој ден, кога болката се уште силно одекнува, но чувството за одговорност не обрзува на действување, се обраќам до јавноста со една клучна порака. Македонија мора да победи во битката со системската корупција која што одзеде 59 млади животи. Кога се случи сето ова, со болка во душата, потенциравме дека нема да има компромиси со правдата. Ветивме дека ќе има брза и ефикасна и праведна истрага. Многумини избрзаа со заклучоци. Некои со право се сомневаа, а некои сакаа да ја искористат оваа трагедија и за други цели. Некои се обидуваа да судат и да бидат обвинители, истражители, морален, па и преки суд, иако ги немаа фактите. Сите, буквално сите не оценуваат и како личности, и како институции кои што ги водиме во спроведувањето на овие активности. Јас сум благодарен на сите оние кои искрено и со душа и преку јавни текстови, критики и отварање на дилеми и совети се присутни во јавност. Тие ни помагаат доста, придонесуваат да анализираме и да бараме решение. Благодарен сум на народот на Македонија за трпението кое го покажува, за едништвото и слогата која ја демонстрира во овие судни, траорни и трагични моменти за Македонија.
Во ваква епохална трагедија, која е најголема трагедија во историјата на нашата земја, судбината сакаше и не остави овде, на овие позиции во општеството, кој како граѓанин, кој како функционер, да се справуваме сите како луѓе и да се соочуваме со нешто кое е незамисливо, тешко, драматично и болно. Затоа е потребна доблест, чувство на одговорност кон народот и државата, морал, одлучност, но и силно чувство за праведност и императив за непристрасност. Нема нормален човек што би заштитил некого за кого постојат индиции за директна или индиректна одговорност. Тоа го ветивме од првиот ден, тоа го покажавме и досега, така ќе продолжим. Свесен сум и за сомнежот кој постои кај вас граѓаните. Знам дека досегашните искуства на нашиот народ со вакви предмети беа болни и разочарувачки, и од тука ја оправдувам загриженоста и сомнежот дека и овој пат е можно тоа да биде така. Но, нагласувам дека таа загриженост овој пат е непотребна и докажуваме преку нашите постапки дека има разлика и дека ние сме одлучни таа разлика да ја покажеме одговорно и посветено и свесни сме дека не смееме да ве разочараме. Затоа што, како што каже и премиерот, ова не е обична битка, туку битка за тоа Македонија дали ќе ја биде. Битка на народот и сите ние кои сакаме правда и држава за почит против трулиот систем, формиран со децении, не како абстрактен поим, туку формиран од поединци со име и презиме, кои го разјадувале и ја донеле државата до ова дереđа до кое што сме денес. Работиме со обемен материјал. Работиме 24 часа на ден. Под огромен притисок, со сите очи вперени во нас. Но не смееме да брзаме, затоа што половична правда е всушност неправда. Неправда, иако осомничиме невини поради гнев, но исто така неправда е ако не понесат одговорност оние за кои постојат основани докази. Нашата задача е јасна. Целосна и правична одговорност, без исклучоци и без компромиси. Овие моменти се историски. Или ќе покажеме што значи одговорност и државност, или ќе дозволиме ова да биде само уште една црна хроника. Јас сум одлучен и така и ќе продолжам. Како што веќе имам кажано, функцијата никогаш не ми била цел сама по себе. Моето присуство овде го разбирам како должност и обврска кон мојот народ, да покажам дека одговорноста, честноста и доблеста не се ретки вредности, туку предуслов за служба на граѓаните. Ќе продолжам да се борам за искоренување на системската корупција, за враќање на довербата во институциите, за Македонија да стане безбедна, праведна, достоинствена држава за секој наш граѓанин, за секој македонец, албанец, турчин, ром, србин, влав, бошњак и за сите останати. Тоа е најмалку што го должиме на овие млади животи што беа изгубени. Јас ја чувствувам мојата морална одговорност, длабоко и искрено, но верувам дека токму сега, во најтешките моменти, најважно е да се покаже одговорност преку дејствување. Затоа останувам тука со истата решителност и посветеност да ја водам оваа битка, ама докрај. И во иднина, кога ќе дојде денот мојата политичка кариера да заврши, како и што започна, со љубов и лојалност кон државата, кон граѓаните и кон овие млади невини животи, со пример, доблест и честност. Верувам дека тоа ќе се препознае низ делата кои ќе ги оставиме зад себе. Ви благодарам, повелете со прашање. Во овој момент мислам дека
не би требало да споделуваме повеќе детали од истрагата. Го гледав информирањето на јавноста кое што денеска беше одржано од страна на јавниот обвинител. Ценам дека во рамки на неговото соопштение беа дадени сите оние детали кои што беа потребни да се споделат со јавноста и јас повеќе нема да навлегувам во тој дел. Огромна благодарност до сите полициски службеници кои макотрпно работеа во овој изминат период, во овие 100 часа да речеме, за обезбедување на докази поврзани со овој кривично правен настан, за обезбедување на јавниот ред и мир и сите оние други надлежности кои што ги имаме како полиција, навистина се покажаа дека се на ниво на задачата и покажаа дека македонските граѓани треба да и веруваат на полицијата. Огромна благодарност до сите јавни обвинители, до целокупниот тим кој што макотрпно заедно со нашите служби работеше на овој случај. Навистина ова беше грозоморен случај кој што длабоко не повреди сите, но јас навистина не можам да не оценам дека сите служби од Министерството и од јавното обвинителство беа на максимално ниво на задачата и професионално си ја сработија работата до овој момент. Истрагата само што отпочна, во рамки на истрагата, освен против оние 34 физички лица и 3 правни лица, е наведено, односно во рамки на кривичната пријава е наведено дека предмет на истрага ќе бидат и други НН лица. Тоа значи дека секој еден кој што ќе го поврземе директно или индиректно со овој кривично правен настан, ќе сноси одговорност. Вчера објавивте соопштение дека полицијата се сврзана мало калибер побошка. По различни околности, финансска дисциплина, немање лаборати и така натаму. На 21 декември 2024 година овој локал бил блокиран од УЈП. Продолжил да работи другиот ден. Полицијата не реагирала, гледаме од подошко дека можела да реагира и да ги затвори објект. Не гледате вие никаква одговорност на полицијата, а те активните полициски функционери за тоа што не го затвориле локалот, иако знаеле дека работа продолжува да работи. Тоа е прво. Втора работа. Верите во УЈП кој му дозволил да продолжува да работи без да прави нивната активност. Бидејќи до сега гледаме дека имаме само обвинети, ама тие биле некогаш на функција. А одговорноста во суштина би требало според секоја правна логика, бидејќи сте адвокат, знаете, тој е во моментот што е одговорен за ситуацијата, тој би требало да биде пред на одговорност. Ви благодарам на прашањето, ќе почнам од второто. Не можам да се сложам дека актуелни вработени во рамки на Министерството за внатрешни работи на одредени позиции или па во рамки на другите институции кои што биле директно инволвирани со предметниот кривично правен настан не се дел од осомничените или пак не се дел од истрагата. Тоа прво. Второ, во однос на сите оние действија кои што се предмет на истрагата и се предмет на понатамашниот тек на постапката, согласно она кое што ќе биде превземено во рамки на истата истрага, во моментот кога ќе можеме да го споделиме со јавноста, ќе го споделиме. Во однос на сите оние останати детали, повторно ќе напоменам, јавниот обвинител е оној кој што е доминус литис во рамки на постапката. Истиот во текот на денешниот ден имаше доста детално информирање на јавноста, тука и ќе се задржам јас. Повелете други прашања. Беше потенцирано државниот обвинител Куцевски дека се осомничени екс-директорот на Пазарна и другите инспектори затоа што не постапувале, односно не вршеле инспекцијски надзори. Дали тоа значи дека новиот директор постапувал и правил инспекцијски надзори бидејќи не имали осомничени? Во изминатиот период од страна на јавноста беа отварани многу прашања кои што директно или индиректно се поврзани со предметниот кривично правен настан. Добро е што јавноста е будна, добро е што јавноста поставува прашања. Ве охрабрувам и понатаму да продолжите во истата насока, но институциите мора темелно, законито
професионално да си ја сработат работата. Во оној момент кога ќе ги утврдиме сите потребни факти со предметниот кривично правен настан, соодветно и ќе постапиме во однос на сите оние кои што имаат било каква, дали директна поврзаност или индиректна поврзаност со предметниот кривично правен настан. Друго прашање? Предлагана премиерот изјави дека на последната владина седница, ако не се лажам, Министерството било задолжено да изготви некоја форма на документ со која што ќе биде забранета употребата на пиротехнички средства во затворени локали и простори. До каде е постапката за изготвување на Благодарам на прашањето. Веднаш беа задолжени службите во рамки на Министерството, се констатираше дека за да одиме со таков тип на забрана, потребно е да се изврши измена на законска одредба. Нажалост, тој закон е од 1978 година, ако не се лажам, но и ќе следи негово обновување со нов закон во иднина. Целокупниот законски текст поврзан со предметниот закон, мислам дека е при крај, но сега ќе делуваме поради потребата од итност со директни измени на одредени членови во рамки на постоечкиот закон, дали ќе оди тоа преку влада или поради потребата од итност ќе оди преку некој пратеник во собрание. Службите работат на предлог законските измени и тие најбрзо што може ќе бидат ставени во процедура. Интенцијата на владата е да не дозволи никогаш повеќе врз основа на законска одредба таков тип на пиротехнички средства да бидат употребувани во затворен простор. Не ми одговорите само за уебано. Јас мислам дека ви одговорив. Се она кое што е поврзано со истрагата, се она кое што е поврзано со било какво действие, кое што директно или индиректно би можело да влијае од кривично правен аспект на фактичката состојба, ќе биде процесирано во рамки на самата истрага. Истрагата, повторно ја информирам јавност, формално е отворена вчера со поднесување на кривична пријава од страна на Министерството за внатрешни работи. Во текот на претходниот ден исто така имавме поднесено кривична пријава против дел од осомничените во рамки на посебна постапка согласно стварната надлежност на јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, затоа што предметните лица беа полициски службеници и во однос на тие истрагата започна пред 2 дена. Во однос на сите останати истрагата започна вчера. Така да ова е само почеток на сето она кое што следи. Уште еднаш сакам да уверам македонската јавност. Секој еден детал поврзан со предметниот кривично правен настан, должност е на јавното обвинителство во соработка со Министерството да го утврди, да го изанализира и соодветно да го процесира. Секој еден детал. И тоа и ќе го сториме. Ве уверувам. Тоа значи дека може да очекуваме одговорност или повикување на одговорност на актуелните функционери во државен пазар инспекторат, локалните функционери во ДПИ, локалните началници, останати полициски функционери, во УЈП, раководители така натаму за актуелни избори. Тоа значи дека секој еден кој што е поврзан директно или индиректно со предметниот кривично правен настан ќе биде повикан на одговорност. Дали може да со такви јавни изјави, дали премиерот може да ја попречи оваа истрага? Знаеме, предвладена кажа дека Папазов дал оставка само по оној причини, дека нема никаква одговорност. А тој уапсен, веројатно не сте уапсили за ништо. Мислам дека господине сам дадовте и прашање, сам дадовте и одговор. Не, јас го прашувам, многу Очигледно дека действијата кои што ги превземаме по насока на јавниот обвинител се професионални, очигледно дека сето она кое што го имаме превземено во изминатиот период е целосно во рамки на законските овластувања кои што ги имаме. Нема овде наши ваши. Овде има луѓе кои што се одговорни, има луѓе кои што не се одговорни. Но мораме да почитуваме процес на правда и мораме темелно и посветено да ја работиме истрагата како што доликува на една држава која што треба да одговори соодветно во ваков начин. Знаете, сами рековте дека јавноста има право да ве следи. Апсолутно. Тоа што се случуваше во минатото, тоа го изјавува премиер на една држава, не го изјавувам ја.
прашањето е дали изјавата е во насока да се одбранат блиски луѓе на вашата партија. Еве да видам по Апсолутно не, и тоа го докажуваме со дела. Тоа се докажува. Вие го кажете истото на прашањата дента во почани, јас се прашувам за одговорността на началникот на процедурата дека не е било. И вие го кажете. Значи, согласно действија кои што се превземени од наша страна, во конкретен момент, согласно конкретни докази, сме превзеле конкретни чекори. Кога сме обезбедиле конкретни докази, поврзани со предмет на кривично правен настан за конкретни лица, на степен на основи на сомнение, сме поднеле кривична пријава. Кога ќе дојдат на степен на основано сомнение, ќе има обвинени. Ама прашањето на колегата е, ако вие како политичари тврдите дека нема одговорност кај никого пред да има истрага и да се проведе степен основ за сомнение, вие претходно тврдите дека нема одговорност, дали тоа може да попречи на истрагата и да врши притисок и врз обвинителите и врз другите Ама ако ги земеме во предвид поранешни изјави на премиерот кој што се директен атак во судството и обвинителството, мислам дека е нормално да се постави во прашање и да се очекува дека ќе има пријави. Секој има право на свое мислење, ова е демократска држава, секој има право да си го каже своето мислење, институциите се должни да работат согласно закон и тоа го покажуваме со дела, а не само со зборови. Други прашања повелете. Може да прашам, почнат приескаме. Министре, вечерта знаеме дека имало контрола на МВР, дали претходните 2 години, да речеме, имале некакви контроли, инциденти, МВР забележано или акции други во дискотекама? Тоа го истражуваме моментално. Добро, и околу разрешените полициски службеници на какви позиции биле, дали било со решение или наредба, да може подетално за нив нешто да ни кажете? Дел биле со решенија, дел биле со наредби, сите оние кои што беа хиерархиски на раководна позиција, а поради интересот на истрагата и независно спроведување на истата, во овој момент се повлечени од тие раководни позиции. Секој еден. Министре, имајќи предвид дека имате информација од истрагата, има ли потенцијал да се шири на многу повеќе луѓе? Како очекувате да се движи тоа? Или ќе остане на оваа бројка што е до сега? Вие ги рековте една фаза сте завршиле, претпоставам ќе имате и друга фаза, кој што рековте прво. Намерата и на јавното обвинителство, и на Министерството за внатрешни работи е да даде јасна слика, која што ќе го разграничи времето од како до сега, кога при слични вакви настани имавме 0 приведени и 0 осомничени за ваков краток временски период, а сега имаме бројката која што има. Мислите дека е доволно тоа, мислите, дали очекувате да се шири оваа бројка, да се зголеми? Апсолутно ќе се шири оваа бројка доколку се обезбедат докази за сите оние кои што имаат директна или индиректна инволвираност со предметниот кривично правен настан. Министре, неколку пати кажавте дека системот е трул. Зошто сега да има јавноста доверба дека ќе успеете да победите во оваа битка со оглед дека тие се институционалните капацитети? Затоа што имаме чесен пристап, затоа што си ја сакаме Македонија и затоа што македонскиот народ е мудар народ и гледа разлика од претходно. Министри, што на прашање неколку колеги побаравме наредбата за спроведување на рација печата во локалот. И ја немаме добиен. 5-6 години. Се што е предмет на кривичната постапка ќе биде дадено до јавното обвинителство, се што е поврзано од аспект на материјални докази ќе биде дел од самата издрага. Сега за сега можам да кажам дека сите докази кои што треба да бидат дел од оваа истрага се од огромен број. Убеден сум дека уште многу тој број ќе се зголемува, така да сметам дека јавното обвинителство ќе треба да го превземе како доминус литис, пак ќе повторам, главен во рамки на спроведувањето на оваа истрага во иднина, целокупното располагање со сите докази кои што се поврзани со кривично правниот настан. Тој доказ е поврзан со кривично правниот настан. Министре, тројца од скупно 33 осомничени моментално се на болничко лекување, ако не грешам. Се извинувам? Тројца од скупно 34 осомничени моментално се на лекување во болница. Дали во земјата, дали на дали ќе се чека било целосно поравување или пак ќе бидат спроведени во притвор и ќе ја продолжат терапијата во притвор. Во тој дел не можам јас да одговорам на прашањето, би ве замолил да го упатите до
до надлежното јавно обвинителство. Други прашања? Ви благодарам.